Вон зидовите беше паролата на неодамнешната парада на гордоста, што се одржа во Скопје и во други балкански градови, во кои се испраќаат пораки за право на нормален живот. Но како да се скршат зидовите кога според истражувањето на Македонскиот институт за човекови права, 70% од испитаниците во земјава изјавиле дека хомосексуалноста представува болест или некаков вид на пореметување. Имено различни се искуствата на луѓето од ЛГБТ заедницата кога станува збор за проблемите, притисоците и прифаќањето во општеството. Тоа е темата на неделата во која Марија Митевска разговараше со некои од нив за проблемите со кои тие се соочуваат. Со музика, насмејани лица и во боите на виножитото, по втор пат во земјава се одржа парада на гордоста. Но освен тој еден ден во годината, дали припадниците на ЛГБТ и заедницата навистина можат да живеат вон зидовите, како што беше и паролата на неодамнешната парада. Битката за напредување на правата на ЛГБТ заедницата пред се ја водат активистите. Еден од нив е Антонио Михајлов, кој во 2013 година ја основаше организацијата Субверзивен фронт. Тој вели дека не само активистите ја соопштуваат нивната сексуална ориентација, тоа го прават и другите во најблиските кругови, но активистите се повеќе охрабрени да настапуваат појавно и повидливо. Секако и ние поминуваме како сите останати луѓе на тие процеси на неприфаќање, на омраза, на депресија, и на конечно на некој начин и прифаќање и разбирање на самата проблематика, и тоа покажува само факт дека сите поминуваме тој процес на себе прифаќање, што е клучно и важно. Актерот и активист за човекови права Петар Стојковиќ пред 8 години јавно во колумна објави дека е хомосексуалец пошто 2 пати беше каменувана неговата куќа во Скопје. Моето излагување од плакарот беше ослободувачко искуство. За прв пат дишев со полни гради. Но, исто така, и травматично искуство, бидејќи покрај поддршка се соочив со бран од говор на омраза и закани по животот. Сепак, и покрај сите тешкоти, успеав да се справам со притисокот. Години наназад ќерката на Марија Костадиновска од градот на конзулите Битола и наговестувала дека има поинаква сексуална ориентација, а пред 3 години ја соопштила вистината. Мораме да признаеме, еден родител не е вели, добро, окей, одма сето тоа. Не изреагирав бурно во никој случај, ама малце се подзамислив и кога се ставив на една вага, си велам дали е битна незината радост, среќа и мојата грижа околу како таа ќе изгледа во општеството, во секој случај се прифатив неја. Додава дека не наишле на проблеми од семејството и општеството. Едно не можам да сватам, зошто сметат дека луѓето со поинаква сексуална ориентација, секој си има своја, не ми е јасно зошто треба да не се признава како луѓе. За Стојковиќ едно од најгорливите проблеми е отсуството на законската рамка за формално признавање и регулирање на статусот на истополовите двојки. Тоа се одразува ограничувачки и го прави невозможно остварувањето и на други права, што влијае врз квалитетот на животот што го делам со мојот партнер веќе 10 години. Политичарите треба конечно да сватат дека човековите права не смеат да бидат предмет на партиски пазарења. Најголем дел од луѓето кои бараат помош се поврзани со себе прифаќањето и решавањето на проблемите со семејството и обкружувањето, а потоа и неефикасноста на институциите, вели Михајлов. Имавме проблеми и се уште ќе имаме со како полициските службеници ги третираат пријавителите на злоупотреба човекови права од страна на ЛГБТ заедницата. Имаме уште проблеми како обвинителите решаваат, например, говор на омраза кон ЛГБТ заедницата, тоест не решаваат или негативно решаваат. И исто така имаме и проблем со охрабрување на самите ЛГБТ луѓе да пријавуваат дискриминацијата. Лани се донеси закон за спречување и заштита од дискриминација, а истражувањето на Македонскиот институт за човекови права во исто време покажа дека 70% од испитаниците изјавиле дека хомосексуалноста представува болест или некаков вид на пореметување. Трансродовите луѓе наоѓаат малку прифаќање во конзервативните општества како Албанија. По долгогодишна изолација, Луана Миртолари и другите во трансродовата заедница одлучија да се соочат со табуата со отворање изложба на фотографии во главниот град Тирана.
Мојот затвор, борбата против транс-табуата во Албанија и Гоце Атанасов. Кога се враќа дома, 22 годишната Луана Миртолари веднаш ја заклучува вратата и ги навлекува завесите. Рефлексен гест од страв. Трансродовите луѓе наоѓаат малку прифаќање во конзервативните општества како Албанија. Do me thënë që sa hapa të derë dhe del nga shtëpia përballesh me një lloj energjie që thua më mirë të futem, të shkoj të flej gjumë dhe mos çohem më kurrë nga ky gjumë. Do me thënë ty të humbet dëshira për të jetuar. Светот е мојот затвор, вели Миртолари, која незиното семејство ја оттурна на 14 години и беше принудена да се засолни во дом за млади луѓе. По долгогодишна изолација, таа и другите во трансродовата заедница решија отворено да се соочат со табуата. Отворија изложба на фотографии во Тирана со слики на Миртолари и нејзините пријатели Дениса Бнери и Лола Монро во стилизирани пози наспроти зидовите и морничавите скали во еден поранешен затвор. Ние само сакаме да бидеме прифатени онакви какви што сме, вели Мнери. Алтин Хазизај, шеф на Сдруженијето Розова амбасада во Тирана, пак вели. Ti je trans do thotë që të kesh mungesën e shërbimeve. Ti je trans do thotë që të shkosh për kafe, ka shumë mundësi që të thonë mbi nga lokali se nuk të shërbej. Pra do thotë që është komuniteti më i diskriminuar dhe më i përjashtuar dhe më i dhunuar në Shqipëri krahasuar me çdo komunitet tjetër. Во изминатите 10 години со закон во Албанија се забранува дискриминација врз основа на родов идентитет или сексуална ориентација. Но извештајот објавен неодамно од Розовата амбасада сугерира дека 94% од албанците би одбиле да ги издржуваат своите деца доколку се хомосексуалци. А активистите велат дека ситуацијата е уште полоша за трансродовите луѓе. 33 годишната Мнери вели дека со години го криела од своето семејство фактот дека се чувствувала како жена. Si fillim unë dua ta nis me fytyrën, pra çka është ajo prezente në syrin publik. Më angur disi, por njerëzit janë gati për dhunë fizike kur do herë, domethënë. Mjafton një stimul shumë i vogël. Mjafton thjesht është vetveti, mjafton thjesht dalësh me tualet edhe kjo gjë i provokon njerëzit. И ние сме затвореници на совеста, вели таа, наведувајќи дека креативноста е незиниот најдобар начин за бегство, пишувајќи и изведувајќи своја представа, како и поставувајќи изложби на фотографии. Уметноста е нашето единствено оружје за да бидеме видливи во општеството што не отврла, вели таа. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата. До следното, следете не на slobodnaevropa.mk и на нашите социјални мрежи.